Dragi pratitelji, večera повторите дружуваме, при која една моја видеоанализа од геополитичката сцена, потврдува ќе обработувам колку е загрозена безбедноста на председателот на Руската Федерација Владимир Путин и новоизбраниот председател Доналд Трамп на САД. Значи, за да зборувам за овие теми, повторно кажав, ќе искористам астрологијата, она ми зборува за следното, бидејќи ја реков дека астрологијата и парапсихологијата ми служат само за моите анализи, аналитичар сум. Значи, кога спомнав астрологијата, по многу мои анализи кажат дека е Трамп роден во знакот на Близнаци, со поднаглава, ама на краткот, значи 14 јуни 46 година. И во минатата моја видеоанализа кажав дека до 4 февруари Јупитер е ретрограден, но кај господин Доналд Трамп тој е во 10-та кујата кариерата, значи ќе му се оневозможи да дојде победи, пред се исклучени атентати, и не е случајно ово што се случува во Јужна Каролина, пожарот. Значи, влегување на САД по поголем економски колапс, која она е метално незадолжена држава на светот. И изјавите на Доналд Трамп дека Канада ќе постане 51 држава, исто изрази повратак на Панамскиот канал, кој они го изгради и го користија 100 години, но Џими Картер пред време го врати на Панама и загренувал дека ќе биде исто америчка држава или освоена. Што го зборува? Дека Запад, поточно САД, почна да си јаде своите деца. Значи, што се однесува до Канада, тоа е директен конфликт со Велика Британија, бидејќи е познато дека Канада и Австралија се уште немаат целосна независност, само се уште се колне дали диплома или било што порано во кралицата на Велика Британија Елизабета, она е почината, се значи во принцот Чарлс. Инаку Канада точно дека околу 75% има размена со САД, но тука е Онтарио и француско говорно подрачје, па не знам колку ќе му успеа на Доналд Трамп, а ово сето зборува дека има веќе некој договор, бидејќи Канада играла со богати се ресурси, Украина се пушти целосно низ вода. Не е случајно неговата кампања или зад него застана, а најбогатиот евреин, тоа е Илони Реви Маск, кој наводно тежи околу 270 милиарди, и на кој е извршен директор и на компанијата Никола Тесла, не ми пикнува другата како се викаше, ќе ми просете. Значи, фактички, Доналд Трамп нема да владе со САД, ќе владе Маск, и не е случајно САД да Доналд Трамп да биде, ако опšte дојде до инаугурација, да биде принуден да влезе во војна. Интересна работа во моментот што се случува и на Блискиот Исток, Нетањаху најавува војна со Турција, Израел направи огромна грешка, и ако дојде до војна со Турција, може ќе да и поронеш распад на НАТО, но може да дојде до бришење на Израел од картата на светот оваа година, што Нетањаху го веќе го прави. Прво со Газа што направи, понатаму што влезе во Сирија, огромна грешка, се од Сирија прават исламска држава, кај што е Иран. Денуви, мислам дека на 17 овој месец, Руската Федерација и Иран ќе потпишат стратешки договор, кој што Руската Федерација има со Северна Кореја. Што значи бркање на евреите од
ili bliže na Izrael, alebo nego sa kažemo ko analitičar. I nije slučajno od tije pričini Elon Musk ili Trump od njegovog komanda, ovo možemo da kažem, Trump će biti samo usenka na Elon Musk, sad Kanada da je pripad poredi resursi, nije jedna druga pričina, nije čudo vidjeti u Ukrajina ne uspeja i vreći da ih presala do ovog kanala, da je to jedno od ponovite, no vremete će pokazati da li moji analizi su mreži su točni ili ne. To ta jedna točka, znači, prašenje proće da li će da inauguracija na Trump na 20. januari ovaj mjesec, vidjeći, ko što rekao, Mars je retrograd u nego 11. kuća, 12. Znači nije čudo da ima i fizički da bude sprečen, obizate to je nešto slično, no ne znači deka osobno u 24. Mars je retrograd februar, kad ne će bude 11. Poslije će uleze u 12. kuća, ne znači deka opasnost da njegova likvidacija je prestane sa 24. februari, a do 4. februari će se prat i nevozможno radi pravo će da doje na lot, biti upitano u retrograd u njegova 10. kuća na krijat, od kad treba se napomenuti deka moraju risto veće retrograd koja Trump ги освои убедливото благодарение на еврейското лоби или на Маск, кој го представува. Што се однесува до господин Владимир Путин, веќе потреби и кај него, какви са распоред на планета, како веќе него. Ја и во минатата моја видеоанализа му препорачав да не патува странсно, особено не до 24. февруари, бидејќи до 24. февруари негов Марс е ретрограден во негова 9-та куќа, тоа е странство, долги патувања, а знаеме дека Марс ретрограден се врати во рак, а ракото представува природно 4-та куќа, треба да обрнеме внимание на безбедност и во сама Русија. Јупитер му е ретрограден во 8-та куќа, се ќе нам покади и пречки, значи можна подготовка од странско или странски служби. Значи, ова е на што треба да се обрне внимание, зборува. Негово право истинско време доаѓа од март, кога е март директно во 9 поле. И не е случајно што се случува со гасот во Украина и многу работи. Русија веќе побрзо напредува и во Украина. И сам конфликт во Украина, да се разбереме, нема да застане до крај. До зад ќе биде повраток на сите руски територии, па и на Киев, кој е татко на руските гради. Но тој на крајот самиот ќе се приклучи, бидејќи следната цел, освен што е Донецк и Луганск, значи Донбас, кај што има и литиум, кај е Николаев, Одеса, Харков, значи ќе се затвори патот на Украина кон Црно море, веќе кон Азовското е затворено. Сето ова зборува дека престојат интересни промени на глобално поле, препорачувам нашите да не се брзат, особено во санкции, корупција или што. Иначе ова со гасот не е случајно. И Катар се откажа да носи газ кон Европа, бидејќи големи си камати, ќе бидат приморани повторно. Иначе дружба гасово повторно ќе проработи, но ќе биде во руски раце, а Украина повеќе ќе нема. Во многу мои анализи претходно кажав дека Зеленски, джокерот на Путин, Зеленски дојде како председател на Руската федерација со гласови, руски гласови, токму од Донбас и од источна дел на Украина, а некој кој се донесе на власт мора да слушаш. И ова влегување во Курска област му беше договорено за таму елитните единици на Украина бидат уништени. Ја реков, Владимир Путин го следам од 2000 година, беше
od negovото доаѓање. Освојување владе на економско опораќање напред, особено од 2014 и натера министерот за земјоделие да го развие земјоделието. Русија од увозник на храна стана главен извозник на храна. Значи, пред нас се многу интересни периоди. Не е лошо да го спомнам попат и Александар Вучич, председателот на Србија, бидејќи кажав негови податци случајно најдено, и он најавуваше негово заминување од власта, но јас се плашам, ако не знам нешто поскромно препорачува за мене, може да биде насилно тргнат во власт, бидејќи Марс му речено во прво поле, до 24 февруари. Значи не е исклучен атентат или обид за атентат, бидејќи он е започна работа со Рио Тинто, која беше британска австралиска компанија за вадење на литиум, бидејќи војната во Украина ја губат, а Украина, поточно Донбас, е најголемото наоѓалиште на литиум во Европа, а во Србија, во Јужна Србија, во Западна Србија, се смета дека има најголемо светско наоѓалиште на литиум, а тој литиум го сака Кина, затоа Србија се наоѓа во моментот пред банкрот, Кина не им дава пари, поради договорот на Вучич со Рио Тинто. Драги пријатели, толку беше за моја видеоанализа. Оние што има желба да ме следат, треба, значи, не копчица на YouTube, да ме следат, да притиснат копчица subscribe или претплати се, и ако се допаѓа анализа, да стават лайк. Исто може да ме следат и и на Instagram, да притиснат на копчица следи. И посакувам добро ноќ, со запад напред, Македонија пред се.